повикуваат со глад, Министерството за внатрешни работи не дозволи поставување шатори на наведеното место од следниве причини. Влегувањето во зоната на паркот е спротивно на Законот за заштита и унапредување на животната средина, зашто до јавноста и до полицијата се обратија повеќе владини и невладини институции, барајќи законот да се почитува. Локацијата е веднаш до градската болница и голем број граѓани реагираат на големата бучава и нарушување на редот, барајќи од полицијата да го спречи тоа. Локацијата е до сообраќајница која во изминативе денови учесниците во протестот ја пренаменија и ја користеа како игралиште за мал фудбал и друг вид забава, со што го нарушија и го отежнаа сообраќајот во градот. Локацијата нема санитарни услови за кампување. Поставувањето на времени објекти, шатори и слично се врши без потребните одобренија. Издадената согласност од градскиот архитект од страна на надлежните служби е оценета како невалидна и спротивна на законските прописи. Исто така, Министерството за внатрешни работи, покажувајќи толеранција во изминативе денови, укажува дека во иднина ќе ги преземе сите потребни мерки за да се овозможи нормално одвивање на редот и животот во градот. На денешниот протест на новинарите им беше поделена и фотокопија, покана за службен разговор во Министерството за внатрешни работи на лице учесник на протестите. А1 телевизија побара објаснување од подсекретарот за јавна безбедност Диме Ѓурев зошто учесниците на протестот се повикуваат на службени разговори. Подсекретарот Ѓурев потврди дека имало службени разговори како што е случајот со лицето кому му е платена поканата, а се во функција на откривање на сторителите на кршењето на прозорецот на кабинетот на претседателот Глигоров и растурачот на летоците подпишани во име на ВМРО Обединета. Министерството за внатрешни работи, изјави Ѓурев, поднесе прекршочна пријава против непознати сторители на овие дејанија. Парламент. Инаку денешните студентско-средношколски протести предизвикани од донесувањето на Законот за педагошкиот факултет беа најмасовни во последно време. По ноќта мината под отворено небо. Штрајкувачите со глад денот го започнаа вообичаено, со прелистување на дневниот печат. Граѓаните својата солидарност ја изразуваа со ставање подпис во книгата за поддршка, а најзагрижени се разбира беа членовите на семејствата на штрајкувачите. Од вчера на студентите им се придружи и група жени со нерешено стамбено прашање. И повикуваме сите родители, мајки, да ни се придружат за да ги отвариме нашите права во ова македонска држава и да ги поддржиме студентите со глас. Така е. Полицијата денеска направи кордон со кој се обезбедуваше просторот околу обележаното место за штрајк. Меѓутоа, откако пред собранието пристигнаа работниците од печатницата Гоце Делчев, полициските редови станаа порозни, што од несакањето на полицијата поенергично да интервенира, што од упорноста на граѓаните. Беше прочитано и писмо на поддршка од Организацијата Обединети македонци од Торонто. Молба да го прекинете страјкот со глад, кој ги загрозува вашите млади животи. Ви даваме целосна поддршка во вашите барања и оставуваме до крај со вас се на нивното реализирање. Ви благодариме за големиот историски час, што под отворено небо и го одржувате на македонската јавност. Во меѓувреме стигна делегацијата во која не беа како што се очекуваше градоначалникот Пенов и градскиот архитект Кадиевски, туку градоначалниците од Прилеп и Свети Николе, како и од скопските општини Чаир, Киселавода и Газибава. Ги повикувам сите граѓани, сите оние кои стојат, кои ги поддржуваат овие барања, овие оправдани барања, да се приклучат кон овој протест, односно да ги спречат сите немили настани, а да создадат услови за демократски диалог и исполнување на она што е оправдано барање од овој протест. И сметам дека треба по овој пример целокупната студентска организација да излезе и да покаже тоа што и овие студенти денеска овдека и во изминатите 3 недели го бараат и го покажуваат. Благодарам. Денеска ве молам да ни помогнете да го поставиме шаторот. Бидејќи од надлежниот орган од градското собрание, градскиот совет, од главниот архитект на град Скопје е испоставена дозвола за подигнување на шаторот, ние како градоначалници ќе се заложиме да не се попречува подигањето на шаторот, со тоа што би ги замолиле организаторите да постапат во се според тоа одобрение и според законот.
Откако шаторот почна да се мести, полицијата се повлече, а потоа повеќе илјадната група од пред собранието се упати кон вообичаените одредишта. Министерството за образование и физичка култура и владата на Република Македонија. Организациониот одбор на студентско-средношколските протести денеска одржа пресконференција. Состојбата на стрекувачите се во ред, нема никакви поголеми промени во нивната физичка и психичка состојба. Сега во моментот баш дојде и екипа на брза помош која ќе ги проверува. Инаку да ви информираме дека денес имате средба со амбасадорот Род Опсе, кој беше информиран за целокупната ситуација за протестите, а последен акцент беше станен на вчерашниот инцидент со полицијата. Како што гледате, денес шаторот беше